Лазар Илиев му пресуди на Пелистер со голот во 11-та минута и ги донесе можеби најважните 3 бола на Брегалница. Среде Битола, Штипени одиграа Лавовски, мечот изобилуваше со интересни моменти, возбудување и жестоки дуели. Со оваа победа на Брегалница, бодовната разлика помеѓу овие две екипи е само 2 бода во полза на Пелистер. Во ова 18-то коло се постигнаа следниве резултати: Работнички Турново 1:0, Силекс Вардар Високи 0:3, Тетекс Шкендија 1:2. Колото ќе се комплетира со средбата Ренова Металург Скопје. Фаворитот Фени Индустрија оправда улогата во дуелот со Универзитетот Гоце Делчев и забележа убедлива победа со резултат 109-86. Во тимот на Гоце Делчев, Голубовиќ беше реализатор на дури 35 поени, а покрај него двоцифрени беа Петрушев, Калов и Дели Петров. Гоце Делчев на мечот настапи без капитенот Никола Караколев, а отсуствуваше и Иван Јованов. По ово 15-то коло, Штипени се на 7-то место со освоени 17 бодови. Викендов се играше 19-то коло од првата македонска футсал лига. Штипски Малајакс во еден интересен и возбудлив надпревар забележа победа на гостински терен против екипата на Илирет со резултат 4:3. Виновници за победата на Штипени се Коцифите Клешанац, кои постигнаа по 2 гола. Борачите на Балканец, Стефан Никовски и Васе Спасов ги освоија првите места во категориите до 84, односно 96 килограми на изборното првенство во борење за борачи до 20 години, кое што се одржа во Радовиш. Во екипна конкуренција, најдобра беше екипата на Лирија, потоа следуваа Бучив, ТФЮС и Балканец како четврто пласиран. На истото првенство учествуваа 61 борач од 9 клубови. Викендов се одигра 12-тото коло од првата одбојкарска лига на Македонија. Се постигнаа следниве резултати: Мави Синалко 1:3, Лирија Сушево 3:1 и во дербито Струмица Пробишти домаќините славеа со 3:0. Кај жените, Работнички жени Македонија Макс 3:0. Победа остварија и пинг-понгарите на Универзитетот Гоце Делчев, кои на гостински терен го совладаа Ѓорче Петров со идентични 5:1. По 2 победи забележаа Костовски и Барбареев, додека една победа забележа Филип Костадиновски.